вечер на сите и верувам дека оваа мала промена ќе ни води на сите за да можеме да се слушаме. Почитувани пријатели, гости, читатели, добре дојдовте и добре најдовте. Во многу наврати сме иницирани од нешто, а да не сме свесни ни од што, затоа што нашите молекули со метални антени, кодот, божественото што го носиме во секој од нас, ја лови вибрацијата на спознанието, вистината, љубовта. Токму затоа вечерва, ние сме тука заедно, жедни за одговори, за споделување, за знаење, за поистоветување, за учење, за себе расрење и ослободување на душата. Ви пренесуваме еден извадок од вистината за вечноста, каде непосредно посведоштвото на авторот дека душата постои, тоа го потврди и науката само неколку месеци потоа. Проследете го известувањето како вовед во темата што следи. Јас сега ви читам еден мал извадок од вистината за вечноста, кој што токму потврдува за постоењето на душата. Значи, извадокот е од едно научно списание за квантната теорија за постоењето на душата. 31 октомври 2012 година. Откритие на векот. Душата постои. Стюарт Хамеров и сер Роджер Пенроуз дојдоа до заклучок дека душата се наоѓа во мозокот, која после смртта на човекот останува да живее во универзумот. Признатите научници на квантна физика успеале да дадат одговор на прашањето кој ги измачувало сите религии и филозофии. Дали постои човечката душа? Американскиот доктор Стюарт Хамеров и британскиот психијатар сер Роджер Пенроуз научно докажаа дека душата всушност постои. Смртта не постои и не е крај на животот, тврди една нова научна теорија. Значи, ова што претходно го прочитав, беше објавено во октомври 2012. За даланската година, на 11 март, се објави уште една теорија за постоењето на душата. Многу луѓе се плашат од смртта. Веруваме во неа затоа што ни е кажано дека ќе умреме. Луѓето се поврзуваат со телото, а како што знаеме, телото умира. Но според новата научна теорија на Роберт Ланц, експерт за напредна технологија, смртта не е финално случување. Еден од добро познатите аспекти на квантната физика е тоа што одредени забележувања не можат апсолутно да бидат предвидени. Наместо тоа, постои низа на можни наблюдувања, секое со различни веројатности. Едно од честите објаснување е интерпретацијата на многуте светови, тврди дека секоја од овие можни наблюдувања кореспондира со различен универзум или мултиверзум. Новата научна теорија, наречена биоцентризам, малку ја прочисти оваа идеја. Постојат безброј универзуми и се што веројатно може да се случи, се случува во нив. Смртта не постои во вистинска смисла на ова сценарио. Сите можни универзуми постојат во исто време, без разлика на тоа што се случува во нив. Иако нашите тела се предодредени да бидат уништени, чувството на животот кој сум јас е всушност фонтана на енергија од 20 вати која го контролира мозокот. Но оваа енергија не исчезнува после смртта. Една од најсигурните аксиоми на науката е дека енергијата никогаш не умира. Таа не може да биде ниту создадена, ниту уништена. Дали оваа енергија се пренесува од еден свет во друг? Судејќи според биоцентризмот, просторот и времето не се тврди објекти какви што ги сметаме. Доколку мавнете со раката низ воздухот, доколку отстраните се,
што ќе остане? Ништо. Истата работа може да се примени и со времето. Ние не можеме да видиме ништо низ коските кои го окружуваат нашиот мозок. Се што гледаме и чувствуваме моментално е вртлок на информации кои се случуваат во нашата глава. Просторот и времето се само алатки кои користиме за да се поврзаме. Смртта не постои во вонвременскиот и безпросторниот свет. И самиот Алберт Ајнштајн признал: мојот стар пријател го напушти овој чуден свет пред мене. Тоа не значи ништо. Луѓето како нас знаат дека разликата помеѓу минатото, сегашноста и иднината е само тврдоглаво, упорна илузија. Безсмртноста не значи постојано постоење во времето без крај. Таа е сместена надвор од времето. Вечерва, секој од вас е тука, затоа што во себе го заживеал импулсот на натрешното битие, кое трага по одговори и сродните души. Затоа, вечерва имате таа можност, авторот Ниче, да ви ги пренесе сознанијата и искуствата од личното патување и искушенијата во животот. Пред вас, по кој знае кој пат, безрезервно и искрено и разболува својата душа. Ниче, повелете. Добро вечер и благодарам на сите што дојдовте. Токму оние луѓе кои треба да бидат, кои ги почитувам, кои ги сакам, практично сите ве познавам. Речи се. Да познавам, се гледаме и читате моите дела. Вечерва ќе говориме за една тема која е најстаро филозофско прашање. Дали постои живот по смртта? Ќе патуваме низ една езотерија и ќе ви дадам одговори на прашања кои секој си ги постави. Потоа ќе ве нападнам на сите сетила со наука. Ќе ве нападнам со најопасното оружје во вселената. Вистината и љубовта. Внимавајте на секој збор кога ќе говорам за науката. Сето она што ќе го кажам ќе биде снимено, а вие може да го проверите. Имаме денеска во светот на електрониката информации, така да може да видите дека се тоа веќе е вистина, бидејќи науката напредува со многу голема брзина. Ќе започнам со една голема вистина. Во 97 година бев во една состојба кај што не може да се хранам. Бев спортиста. Природно и нормално на 33 години како спортиста, врвен спортиста, имав убаво тело. Благодарение на тоа што имав убаво тело, на некој начин, значи, сите тоа го сакаат, не дозволи да ми прават рез од 5 сантиметри на грбот, за да изведат една интервенција, па затоа појдов во Германија, во Дизелдорф, каде што постои машина за божирање, влегуваат преку уста и прават интервенција и се враќаш. Тоа трае 15 на минути. Благодарение на председателот на Светскиот македонски конгрес, господинот Тодор Петров, во тоа време бевме многу добри пријатели, договоривме интервенција и беше кажано да внимаваат да не ми се случи нешто. И знаете што се случи? Тоа и во Светото писмо вели. Тоа што се плашиш, тоа ќе ти дојде. Место 5 сантима рез се врати со 1 метар резови, преживеав клиничка смрт, видов многу работи за кои воопшто не се кајам, бидејќи тоа што го научив таму, влегувајќи во тој паралелен свет, значи го оставив во моите книги и токму затоа сте вечерва вие тука. Да ви објаснам што се случило, бидејќи јас не говорев 14 години до второто моје дело, до вистината за вечност и 16 години кај што се кажувам во Бог е жив. Бидејќи во тоа време можам да кажам дека повеќе бев атеист него теист, затоа што искрено да кажам, не знаев да се крстам како не како православни, не како католиците, морам да признам. Значи, таа вселена, тој Бог, тој креатор, некогаш испреки информации токму до оние луѓе кои многу не веруваат во него.
Кога појдов во Германија се случи нешто многу чудно. Интервенцијата траеше откако ме извадија од салата, почувствував дека немам енергија и дека не можам да дишам. До мене беше Ристо Лалот, кој го задолжија да се грижи за мене. Во тоа време лидерот на македонските лавови во Германија, така, јако човече, големо, и не можев да говорам затоа што нема воздух, луѓето се собрава, јас тоа не го знаев. И само му реков, со последните сили, те молам, помогни ми, умирам. Тоа го изговорив толку тихо што тој мораше да се приближи до мене да го слушне тоа. Тој ме свати сериозно, го зграби докторот до него и му рече човекот ќе ми умре. Ме однесоа во сала, рентген сала, и кога го вклучи апаратот, само слушнав спискаа сите, бидејќи виделе дека плуќата е собрана, дека веќе не функционира. Јас почувствував дека се свлеков, бидејќи бев прекосина негде од 75 степени, се свлеков на масата и од тој момент се случи нешто многу чудно. Со огромна брзина се одвои во телото и со огромна брзина патува во еден тунел. Може беше со брзина на светлината, може и повеќе. Во далечината имаше точка светла и во еден миг се најдов на еден простор, прекрасен простор кој што не може да се опише бидејќи ние ги немаме тие зборови овде, затоа што ние размислуваме во слики. Можеме да го објасниме само она што сме го виделе. На тој простор, на 5 метра пред мене стоеше Исус Христос. Од левата и десната страна беа Свети Никола и Свети Петар, имаше врата околу 2,40, а ограда 1,20. Лево и десно оградата беше бесконечна. Од левата страна заоѓаше сонцето. Всушност јас тогаш мислев дека е сонце, а тоа било нешто друго. Значи тоа е таа енергија, таткото на Исус Христос, вистинскиот Бог, универзалната интелигенција. Во тие моменти почувствував дека сум умрел. Знаете потполно исто како сега што разговараме. Вие знаете дека сте умрели, дека сте одвоени од телото. Но сите информации продолжуваат негде да постојат во универзумот. Мене воопшто не ми беше грижа за моето тело. Гледајќи го Исус, помислив дека тој дојде за да ме внесе низ портата. Пред мене имаше еден човек со седа коса понизок од мене негде за 10 сантима. Бевме сите облечени во одори, Исус беше во златна одора и Свети Никола и Свети Петар, а ние бевме во обични одори. И сакајќи да се свртам на страна, погледнувајќи го Исус во очите, тој ми рече: не е убаво да ги гледаш луѓето позади тебе. Не можев да верувам, не ја отвори устата, а јас до мене стигна чиста информација. Знаев дека нешто е добронамерно, само ја навали главата и погледнав дека моето тело е прозирно, значи како магла. И видов дека позади мене има редица огромна на луѓе кои се како буквата З. Значи се случуваше нешто многу чудно. Музиката, чувствата, информациите, комуникацијата. Тоа беше нешто кое не може да се опише во овој свет. Значи тоа е еден паралелен свет за кој сега говорат научниците. Јас во тоа време нормално не можев да говорам за ова, бидејќи секој можеше погрешно да свати. Ја нема потреба зошто би зборував, бидејќи јас и не верував лично во тоа. Потоа се случи нешто многу чудно. Кога се освестив од она што се случуваше, значи имаше долга комуникација со Исус, го знаете разговорот. Кога се освестив, потоа се случија уште 2 настани. Значи астрално се одвоев во телото, присуствував на својот погреб. Тоа беше уште пострашно. Значи ја присуствуваш на својот погреб. И ги читав премногу таква литература. Претходно мислев дека подсвеста, значи произведува слики, значи создава слики кои јас ги гледам. И бев убеден во тоа. Потоа се случи битка една и во присуство на таа битка и се тоа така заврши, едноставно јас не верував, како што можеби некој од вас сега и не ни помислува, значи воопшто не верував. Кажувајќи го тоа на неколку луѓе, научници, меѓу кои беше и Стојан Велковски. Стојан Велковски беше воодушевен од настаните и кажа, вели, ти било дозволено да влезеш во паралелниот свет. Вели, се случува кај многу, но ти било дозволено да присуствуваш на својот погреб. Значи си го живеал, реалната слика си ја видел што ќе се случи. И тој ми кажа, значи ме праша дали си видел неколку работи, кога точно умре, кога те пренесоа
Значи со ковчегот кога слета авионот, што се случи додека лежеше во капела ноќта, што се случи на погребот, дали виде кои луѓе ти беа на погреб, а кои не ти беа, дали виде кај беше погребан, јас се тоа му го кажа. Значи втор ред, седми гроб, не беа мојата тетка, тетин ми, братучетка ми, мојот најдобар другар со сопругата и ред други работи. Тој ми вели, провери ги сите тие работи и ќе се изненадиш. Јас едноставно му кажав, значи никогаш во животот не сум трошел време за такви глупости. Значи воопшто, ја не верувам во тоа. Интересно е тоа што по некоја случајност во комуникација со мојот најдобар другар го прашав и тој ми објасни дека навистина дента прашал како сум и се било окей, он се замина на одмор, во тоа време немаше мобилни телефони. Мојата тетка и тетин ми братучините беа во еден дел во во Црна Гора, помеѓу Улцен и Бар во Утиха и таму има вила, таму немаше комуникација, што значи дека навистина тоа би се случило. Другите работи, значи, не ги ни проверуват. Се случи дека стварно авионот слета во толку часот, погребот ќе се одвијал точно во толку часот и на крај остана само гробот. Воопшто не бев заинтригиран од она што го открив, бидејќи навистина не верувам во тоа. По некоја случајност почина една моја баба, тетка на мајка ми, и пролетта случајно поминував таму и си велам, мајде да видам, и не може да верувам. Значи, првиот, вториот и третиот ред беа полни и само седмиот гроб, втор ред беше празен. Значи, тој момент иницираше нешто кај мене, едно будење за да почнам да истражувам преку наука. Бидејќи најтешко филозофско прашање е дали постои креатор, создател, планер, Бог. Значи, потешко прашање нема по кое трагале сите луѓе од настанокот на светот. И тоа се случи многу едноставно, кажувајќи на мој близок човек, кој беше преседател на Република Македонија и со кој бевме многу блиски. Во тоа време не беше преседател, бевме другари, секојдневно беше кај мене, тој ми донесе книга Што ќе ни се случи по смртта од Александар Донски. Јас кога прочитав книгата не можев да верувам дека потполно истото го доживуваат сите. И така започнав на истражување. Потоа започнав вече да истражувам во науката. И како се случи? Значи, имаше многу прашања, гледајќи го во очите Исус Христос. Значи, ми ја даде најтешката задача. Да ја кажам вистината за вечноста која постои од секогаш, за да ја пренесам, за да патува во иднината. И јас помислив, ќе ми се подсмиваат неверниците, а тој ми одговори, вистината е вечна и непроменлива. Таа не е за тебе, туку за оние кои идат по тебе. Јас секогаш ви испрекам пораки, но вие најпрво се подсмевате, потоа ги прогонувате оние кои ги носат, а потоа кога ќе ја дознаете вистината, верувате дека тоа е така. Бог не е во силата, Бог е во вистината. Исто тоа започна моето истражување. Тоа беше многу чудно затоа што открив 5000 докази кои покажуваат со прст кон еден бестелесен ум, една универзална интелигенција. Не можев да верувам за 14 години колку докази, колку случувања и колку откритија имаше со кои можев да потврдам дека навистина нешто се случува во Вселената. Дел од нив, како научни докази, ќе ви ги кажам во моментов. Значи, во 20. век, научниците потврдија дека Вселената има свој почеток на постоење. И дека Вселената вечно ќе се шири. Зошто е тоа така? Поради точната густина на материјата во Вселената. Тоа ви е 10 на 47. Значи милиарда пати и само една единица од таа милиарда пати, ако промените, значи одеднаш ќе се случи колапс. Замислете ја прецизноста на ширењето на Вселената која вечно ќе се шири. Одејќи понатаму, во сите тие кои ги имам ставено во книгата Вистината за вечноста, открив дека во Вселената не постоја случајност. Значи, се е толку прецизно поставено, едноставно не можете да поверувате на она што се случува со толкава голема прецизност. Да го земеме Сонцето за почеток.
Значи сонцето е оддалечено од земјата, од нашата земјина толка 15 милиони километри. Тоа е 99,85 од масата во нашиот сончев систем. Неговата температура во внатрешноста во јадрото е 15 милиони степени Целзиусови. Неговата светлина патува со 300 км во секунда и за 8 минути доаѓа до земјината топка. Но светлината која вие денеска ја гледавте е произведена во јадрото на Сонцето пред 30.000 години. Ако Сонцето малце го раздалечите, или го приближите, или го смалите, или го зголемите, температурите ќе бидат неподносливи во минус и плюс на земјината топка. Уште многу други работи околу Сонцето кои едноставно не можело да се случи, да биде случајно поставено на тоа место. Значи во Сонцето се случуваат постојано ерупции кои ја предизвикуваат таа топлина и произведуваат таа светлина поради ураниумот и сите тие гасови што се случува во него. За да биде уште поинтересно, значи месечината која гледаме, која е природен сателит, е поставена точно на одредено место. Благодарение на месечината, земјината топка е искосена со 23,5 степени. И благодарение на тоа, 6 месеци едниот северниот пол е према Сонцето свртен, а 6 месеци јужниот пол. И токму затоа ние го имаме денот и ноќта. Доколку го немаме, 6 месеци ќе биде ден и 6 месеци ноќ. Толкаво ќе биде, значи разликата ќе биде што ќе осцилира доколку ја нема месечината, значи ќе осцилира земјината топка од 0 до 85. Што значи 6 месеци ќе имаме ноќ и 6 месеци ден. Таа поставеност на месечината со точна големина на растојание од земјината топка придонесува за водените струи кои се случуваат на земјината топка, овде кај нас, за плимата и осеката. Ако го нема тоа, значи нема да има голфската струја и нема да имаме ние морињата горе ќе биде ладно, потоа ќе биде вечен мраз. И не само тоа. Значи многу други случувања. Интересно е што Сонцето е 300.000 пати поголемо од земјината топка, а месечината е на 400.000 километри од земјата. И сега замислете, често пати гледате се случува на одреден број години како месечината го поклопува Сонцето. Како е можно кога месечината е 400 пати помала од Сонцето? Непоимливо. Некој ја ставил месечината на точно одредено растојание. Ако само 0,1 ја поместил напред или назад, значи немало да има помрачување. Зошто е тоа битно? Ако нема помрачување, немаше да се докаже теоријата за релативноста на Ајнштајн и многу други теории. И она што е кодифицирано во мразот во северниот пол, значи таму се е изрежано како на CD, што се поради поленовиот прав и оние ерупции што се случувало на земјата, се што се случувало во изминатите 40.000 години. И токму затоа научниците ги имаат информациите од мразот, бушејки, тие точно знаат што се случувало во изминатите 40.000 години на земјата. Да биде уште поинтересно, значи во сите сфери постојат работи кои што се непоимливи. Значи атомот, да го земеме само атомот за пример. Гравитацијата на земјината топка е толку моќна што гледате што се случува со морињата и со нас, значи со предметите. Значи замислете гравитацијата на земјината топка колку е моќна. Сега ви кажам нешто многу пострашно. Гравитацијата во атомот е 10 на 41. Тоа е милиарда пати помоќно од она што е гравитација ние тука што се случува кај нас. И замислете прецизноста во тоа магнетно поле. Да речеме помеѓу од трите субатомски честички, помеѓу двете субатомски честички, измеѓу протонот и неутронот. Ако само 0,1 ја зголемите масата на било кој од нив, значи тие ќе колабираат и ќе се шукаат електроните во јадрото и нема да постои атомот. Ако не постои атомот, нема да постои ништо на земјината топка. Уште поинтересна е разликата помеѓу протонот и електронот.
протонот е во однос на масата 1836 пати поголема маса има од електронот. Ако исто таа маса ја смалите и зголемате, значи сите субатомски честички ќе се најдат во јадрото на атомот. Во тој случај нема да може ништо да се произведе од кислород, од воздух, од јагарот и се она што е маса во универзумот. Значи нема да постојат звезди, ништо, апсолутно, нема да постоиме и ние. Прецизноста е толку голема што е просто неверојатно. Хокинс за тоа има кажано, вели, прецизноста е толку голема што е како 10 на 125 испоредува со слеп човек кој треба да намести Рубикова коцка. Вели можноста е, поточно за Рубиковата коцка, вели 10 на 40.000. Значи не е можно. Како да бараш едно зрнце во Вселената и да го најдеш на точно одредена планета тоа зрнце. Значи, за да може Вселената да постои, да настане случајно и да може да постои се ова што го говорам. Значи, 10 на 40.000. Значи, слеп човек не може да намести Рубикова коцка. Значи, после експлозијата, она што се случило, Биг Бен, се дошло во една вистинска форма кај што се функционира безпрекорно во целиот универзум. Тоа значи, ако научниците кажуваат дека започнало да постои, има почеток и започнало да постои времето, просторот, енергијата и материјата, значи морало да има безтелесен ум претходно, за да тоа го создаде и да започне тоа да функционира безпрекорно како што ние денес го гледаме. Замислете колку тела во моментот се движат во Вселената и тие не се удираат, поточно ние сме заштитени. Ние сме во Млечниот пат, во нашата галаксија, точно на место кај што сме заштитени. Ако сме во центарот на галаксијата, таму постојано експлодираат супернови кај што има гама зраци и радиоактивно зрачење. Значи таму ние не можеме да живееме ни еден миг. Точно се наместени на место каде што можеме да наблюдуваме што се случува во нашата галаксија и во нашиот универзум. Интересно е што се случува со земјината топка. Значи ние, Млечниот пат се движи со 235 км. Значи земјата се движи во Млечниот пат со 235 км, а Млечниот пат има движење од 305 км. Тоа е вкупно 530 км во секунда. Што значи, вие, ние, сите, секоја секунда сме 19.000 км подалеку од местото каде што сме биле. Замислете со која брзина патуваме низ универзумот. Нормално, никој од нас не се заинтересирал прекладно, морам да признам и јас. Тоа беа фасцинантни податоци за мене. Значи, ние се движиме со 19.000 км. Секоја секунда сме подалеку од растанието од каде што сме биле во претходниот миг. И не е само тоа во прашање. Значи, во прашање е нашето тело. Значи, ако тој создател, планет, креатор, безтелесен ум, го создал сето тоа, значи, природно и логички дека не создали нас. И нормално е дека тој ги вградил истите карактеристики што тој ги имал. Значи, љубов, среќа, емпатија, а бидејќи има емпатија, имаме ние емпатија, значи има и тој. Тој не сака, се чувствува со нас, има љубов, но не може да ја покаже таа негова големина бидејќи сме на многу ниско ниво на поимање. Со која брзина науката напредува, а со огромна брзина напредува и ќе напредува следните 10 години, со таа брзина ние ќе ги осознаваме мислите на тој креатор. Како што вели Никола Тесла и Вања предвидела негде 2500 година, вели ние ќе разговараме со тој безтелесен ум. Ние сега комуницираме. Благодарение на металните молекули кои ги имаме во секоја наша клетка. Значи тие се како приемници антени. И ние можеме да разговараме. Често пати ви се случува кога барате решение на нешто, вие ќе поставите прашање и тоа решение ви доаѓа. Едноставно не верувате дека тоа е можно. Значи како некој да ви кажа, таа е комуникација со тој безтелесен ум. Во нашето тело има 100 милиарди клетки, од кои во секоја клетка постојат 200, значи во секоја крвна клетка постојат 200 елементи, јас така ги имам наречено, кои
имаат резервни делови и кои можат да произведат нови машини за да можат да произведат нова клетка. Секоја минута во нашите тела умираат 300 милиони клетки и повторно се создаваат нови. Замислете какво совршенство. Ако е тоа така, значи се врши регенерација комплет на нашето тело за 11 месеци. Значи ние не сме истите. Само информациите се истите. Значи кожа, ногти, се комплет се менува за 11 месеци. Ако е тоа така, значи по логика ние можеме да живееме вечно. Но се случува нешто друго во нашиот мисловен процес. Значи во секоја клетка имате 200 елементи кои произведуваат машини и можат да се регенерираат и да произведуваат нови клетки. Интересно е тоа што во секоја клетка има и молекули, метални молекули со кои служат како приемници со универзумот. И со нив можеме да влијаеме на законот за привлечност. Уште поинтересно е што ние имаме код во секој од нас. Ние сме уникатни. Близу 2 метра лента на ДНК која е составена од 4 букви. Ако се расплете, еден водител Сузуки вели тоа е 300 пати од земјата до сонцето, значи азбука, информации. Замислете колку информации ние имаме и токму затоа ние сме уникатни. Не постојат двајца луѓе со иста ДНК. Нити постоеле, нити ќе постојат. И затоа често пати велам, значи ние сме уникатни. При излевање на сперматозоидите, значи победува најсилниот. Од 200 до 300 милиони, колку што е континентот на Америка, само еден победува. Сите вие сте победници. Сите ние сме победници. Значи не случајно сме во овој миг на оваа планета. И затоа треба животот да го живееме како капетан на нашиот брод, а не како слеп патник. Бидејќи многу информации кои сега ви ги кажам или кои сум ги напишал во книгите, многу луѓе нема да ги најдат. Се раѓаат заспани, живеат заспани, умираат заспани. На само можеби 5 метра од нас некој го посакува тоа, но токму вие сте овде, да ги чуете тие информации кои јас ги говорам. Значи да направам едно будење во вашиот систем на размислување, бидејќи сето ова вие го знаете. Значи јас правам само едно подсетување и вие велите да, навистина јас тоа го знаев. Одеднаш го менувате животот, бидејќи единствено право му е дадено само на човекот од целиот животински свет да може да го промени мисловниот процес и од тој момент да биде токму тоа што сака. До овој миг секој од нас е само она што се неговите претходни мисли. Значи огромна е моќта во нашиот мисловен процес. Значи се зависи од нас самите, од никој друг. Она што е нашата внатрешна перцепција, она што ние го гледаме внатре, значи тоа го приметуваме кај другите. Она што го немаме не ни возбудува. И тоа е многу природен и нормален процес. Значи, како што ви кажав, постојат 5000 вакви докази во науката, кои многу голем број од нив сум ги напишал во моите дела. И нема да должам околу тоа. Доказите може да ги побарате сегде на интернет, да погледнете какво е тоа совршенство направено во целиот систем. Значи, каде и да погледнете, да не говорам за растенијата, може да замислите, растенијата се како дигитрони. Значи, точно знаат колку им треба вода и хранливи материи за да може да абсорбира, за да може да обстане. Секоја клетка во нашето тело има своја интелигенција. Замислете да тој безпрекорен систем, совршенство, значи ако може да дзирнете во тој систем, јас имам објаснато клетката многу сликовито, ако зголемите како еден град од 20 км, значи ќе останете чудо невидени. Што се случува во секоја една клетка, а секој минут умираат 300 милиони клетки во нашето тело. Значи вечерва толку е со науката и вечерва сме тука да ви објаснам за она што го говореше Тања, она што го говорат научниците. Ми требаше долго време. После 97 година, значи кога да постоеше некоја енергија, некој безтелесен ум кој сакаше да напишам нешто, јас водев инат, бидејќи морам да признам, бев атеист, зошто сега би се бламирал да пишувал нешто. Летајќи со параглайдер, бев искусен пилот, точно на 200-тиот лет, како некој да ми кажува
Значи, тоа што јас ќе кажам, тоа ќе биде. Значи, постојат и неможни работи во кои вие не верувате. Да речем, паѓам или можеби ме пушта од 42 метра. Ме собираат во чаршав и јас останувам жив. Го кршам бребетот, ми вадат парче коска од колкот, ми прават треп лумбале и кажуваат дека нема да станат. По 65 дена станува. За 8 месеци рипам салто мортали и го кршам повторно, кршам штрафовите во мене на плочката кои се. Значи, се е во мисловниот процес. Тој инат, човечки, да речеме, затоа што си, кога си на едно повисоко ниво, може би ти е страв, ти е срам или како да го наречам, да кажеш нешто што немаш доказ. Значи, инициираше уште повеќе да истражува. Но јас продолжив со мојот инат уште точно 10 години. Значи, од 2000 година, од како паднав до 2010 се случи повторно истиот процес. Јас не можев да се хранам и појдев во најсовремената болница во Хамбург да извадат едно парче од моето тенко црево, да го фрлат мојот хранопровод и да стават нов хранопровод. После 9 дена тој пукна. Се случи да добијам сепса. Хранопроводот многу тешко заздравува, бидејќи тој нема крвоток, многу мал е процентот, во однос на другите органи е како 5% од. И значи тој треба со месеци да лежиш и најчесто тие луѓе умираат. Значи добив сепса, 52 дена пие вода, се случуваше нешто страшно во просторијата, од двата дренажи ми течеше по околу 500 до 1000 грама леукоцити, леукоцитите умираа, мислам, се бореа за телото. Просторијата толку многу мирисаше што беше страшно нешто. После 52 дена се случи нешто да на интернет слушнав една песна која никош не сум слушнал, штраковите повторно ќе се вратат. Во зборовите на таа песна, значи препознав порака која тој безтелесен ум ја праќа. Стани, оздрави, врати се во Македонија и напиши го тоа што го види. Беше многу чудно. Но јас веќе бев сигурен дека ќе станам и ќе оздравам. Ама тоа не беше нормално, бидејќи хранопроводот за 52 дена зарасна само неколку 2-3 мм, а требаше зараснат уште 23 мм. Значи, толку беше сигурен како некој друг преку мене да зборна. Го викнав докторот кој беше од Македонија, доцент доктор Дејан Богоевски, и му реков: брат, денеска е понеделник, во среда до 12 часот ова ќе зарасне, а јас до сабота си одам за Македонија. И тој ми вели: немој да зборуваш вакви работи, те молам, значи, тоа што не е можно, не е можно. Претходно се слушнав со Жан Митрев и тој ми објасни дека хранопровод тешко се здравува, не треба да те лажат, значи тоа со месеци. Во другата просторија имаше еден човек кој 7 месеци лежеше од истиот случај. Во средата веќе се случи тоа што се случи. Беа шокирани тие таму, останав како медицински феномен, се вратив во Македонија. Бев толку изнемоштен што 2011 не ја напишав и 2012 седнав и ја напишав Вистината за вечност и таму објаснив се што се случувало во тој паралелен свет. Накратко сега ќе ви објаснам. Значи, кога се најдов пред Исус Христос, гледајќи го во очите, целата комуникација се одвиваше телепатски. Многу интересно тоа што прашањето не ти е довршено, а ти веќе го имаш одговорот. Значи, во тој паралелен свет, кај што одиме ние, кај што научниците велат дека одиме преку душата која се наоѓа, не ви спомнав, значи тие велат во епифизата, во квантни честички, во цевчиње на квантни честички, значи сите информации, се ова што го слушаме, што го гледаме, што сме го преживеле, продолжува да обстојува после нашата смрт. Значи јас потполно бев свесен, знаев дека сум умрен. Значи резонирав што се случува, во однос на висина, ширина, големина, светлина, звуци. Значи тоа беше нешто што не може да се објасни со зборови. Прекрасно нешто од кое не верувам дека некој би се вратил, освен ако го вратат на мене. Гледајќи го Исус во очите, погледнувајќи го во очите, значи започнав да го прашувам, да му поставувам прашање. Ми одговараше со огромна брзина. Значи прашањата кои ги напишав во Бог е жив се нешто кое е цела една филозофија. Значи, знам каква е ова убава музика, тоа е, вика, од убавите позитивни мисли. Значи, таму не можеш да најдеш негативна мисла.
бидејќи сите се поврзани во едно цело и не можеш да излажеш кога гледаш во очите. Значи тоа што знам јас, знаете и вие. Тоа што знаете вие, знам и јас. Значи сите се поврзани во едно цело. Значи таму царува љубовта. Интересно е што, значи љубовта е најмокната движечка сила во вселената. Токму и затоа ние доаѓаме со љубов и на некој начин си одиме со љубов. Го прашувам зошто не чувствувам болка? Вели болката е погрешна мисла во мисловниот процес. Замислете, што нас не боли? Очекувањето, погрешна мисла на очекувањата, што нас не боли? Очекувањето. Замислете ако вие во овој момент ги отстраните очекувањата, било какви очекувања, не може ништо да ве нападне. Ниедно зло не може да ве нападне. Значи, вие сте заштитени со љубов која имате и сте како постаклено звон. Целата моќ што ние можеме да ја поседуваме и најмокното оружје кое ни е дадено, со кое можеме да се бориме против сите зла, е љубовта. Ако имаш љубов во себе, значи може да го дадеш на другите. А сето тоа произлегува од нешто друго, она што говоре во средата. Значи, ние не се сакаме себе си. Ние секогаш наоѓаме некој мани кај нас самите. Секогаш замислуваме дека таму негде постои нешто друго. Значи, еден копнеш по нешто поубаво. Ако ние се засакаме самите себе си, тогаш светот ќе се менува околу нас. Се менува. Нашите движења, нашиот лик, нашето однесување, нашата дикција, значи искреноста. Проблемот е кај нас што ние како луѓе во физичките тела не се сакаме. Зошто е тоа така? Затоа што дневно имаме 100.000 мисли, од кои 80% се негативни мисли. Негативни мисли кои произведуваат лоша вибрација, бидејќи сме 80% од вода. Во моментот кога ние ги менуваме мислите, се менува и вибрацијата. Бидејќи тоа го чувствува нашето тело и секоја клетка. Кај нас, нашиот хипоталамус произведува пептиди и произведува допамин. Тоа е природен наркотик кој сте го почувствувале кога имате желба за нешто кое го работите. Например, Никола Тесла во науката го користи. Вие сите сте го почувствувале кога сте заљубени. Значи, кога е човек заљубен, како да не гази по земја, тој допамин е наркотик кој буквално влегува директно во системот, каде што ти се чувствуваш цело време кога да се шмркна од дрога. Тоа е најприродниот наркотик. Кога ние вештачки тоа го предизвикуваме, кога ние ќе се засакаме, кога ќе го засакаме светот, луѓето околу нас, тогаш се случува нешто многу чудно во нашиот организам. Зошто тоа да го направиме? Затоа што секој е уникатна душа. Да се добре душата на друго човечко суштество е како да се гази по света земја. Замислете, ако тој креатор не создал сите нас, значи ние сите сме дел од него. Како и што вема во книгата, значи никој во целост не може да знае што е Бог, дури кога одлично би знаел што е Бог. Важно е дека тој постои, тој е жив и не сака, а ние сме дел од него, бидејќи тој ја вградил љубовта во нас, неговата. Во иднина, како што ви кажа, последните 10 години, ќе се случуваат чуда во тој поглед што јас едноставно го кажувам патување кон мислите на тој креатор. Значи, тој креатор, се ова што создал, сите природни закони, целата вистина која ние ја гледаме, тој секогаш е на тие природни закони, на таа природна вистина и тој е многу поголем од нас. И не може никој да ги поревети тие природни закони. Значи, од се она што кажав, најбитни се неколку работи. Би сакал тие да ви ги подарам вечерва, да ги однесете дома, а легнете вечерва кога ќе треба да заспиете и помислете на ова сега што ќе ви го кажам. Ќе видите како ќе ви се промени животот на многу едноставен начин. Немајте очекувања. Кога имате очекувања, кога трчате по нешто, работите бегаат од вас. Значи, тоа е еден затворен систем кој го создал креаторот, за да не можеме да станеме ѓаволи во самиите себе си. Значи, си ја сечеме гранката на која седиме. Значи, немајте очекувања. Оставете работите сами од себе да се случуваат. И ќе видите како
Ке токму тоа што го сакате ќе дојде. Кога трчате по некоја убава девојка или по некој убаво момче, одеднаш гледате дека веќе сте му антипатичен. Значи има верзија, затоа што го малтретирате, сакате, имате посесивност, сакате да го поседувате. Истото се случува и во кујна, кога сакате нешто да не се скрши, да не падне, да не се повредите, токму тоа се случува. Втора работа, секогаш кога ќе ве нападне депресија, лоши мисли, вадете ги сликите на најубавите нешта што се случувало во вашиот живот. Значи во една секунда може да промените се во вашиот мисловен процес, затоа што единствено нам ни е дадена таа моќ да правиме комбинација од мисли и да ги менуваме во секоја секунда кога тоа ќе посакаме. Имаме еден човек кој направи цела статија за него, за колку бил среќен во животот. Дури направи слики и напишал кога дипломирал, кога се оженил. И вели мене кога ме нападне депресија, јас го вадам тоа, го покажувам. Значи погледнете човекот. Напишал среќни моменти, Цветко Цветковски се вика. Замислете, тој ги ставил овде сите слики, се што му се случувало. Вели не знаете колку ми помогнавте. Јас мислам дека сум најсреќен човек на планетата. Да не стават вели на полиграф или било каде. Ќе се зачудат луѓето колку сум среќен. Јас едно мисля да ми дојде лоша, вели ги вадам сликите со се што ми се случи. Ова се 10 моменти најубави во мојот живот. И вели ништо не може да ми изведе од колосот. Истото може да го правите и вие. Простувањето. Простете им на сите кои мислите дека ви сгрешиле, ве обезличиле, ве навредиле. Тоа е исто како да носите мртовец на грбот. Го носите сегде каде што одите. Нема потреба. Кога некој ви сгрешил, рачунете го, тој е на многу пониско ниво од вас. Едноставно рачунете дека човекот колку му делиле. Што сакате помислите, може да помислите дека е надпросечно глуп. Бидејќи ве навредил, не смеете вие да бидете надпросечно глупи како него. Се ослободувате од него. Значи мораме да се ослободиме од се што носиме како терет на нашиот грб. И тогаш што се случува? Во нашиот мисловен процес се е кристално јасно. Тогаш може да ставате нова програма, нови мисли. Не можете вие да ставите нови мисли ако денеска 10, 100 пати, 1000 пати помислите на комшијата со кој се скарале или на некој пријател или роднина. Значи, вие само го труете вашето тело. Што? Го чувствува организмот, а бидејќи организмот чувствува и клетките се како во електрониката, може да се наелектризираат позитивни и негативни и тогаш го труете вашето тело. Токму затоа некогаш се чувствува од голем гнев, омраза, суфоцијанати во устната шуприна, горчина. И горчи устата па барате вода. Значи од омраза према нешто. Значи немаме потреба нешто да мразиме. Оставете ги работите енергиите такви какви што се. Уште една работа која мора да ја запамтите. Значи љубовта е основната работа. Се што сакате може да добиете по основ на љубов. Ние добиваме со две основни емоции, страх и љубов. Фокусирајте се на љубовта. Сакајте ги сите. Независно што ви прават. Еднаш, два пати, три пати, кога ќе свати дека си на повисоко ниво, кога тебе вибрацијата ќе ти биде позитивна и оно што има омраз или што има лоши мисли према тебе, тој ќе дојде да ти се извини и да ти каже убав збор. Значи, огромна е нашата моќ да можеме да го правиме тоа во нашата индивидуална свест и со тоа да влијаеме на нашата колективна свест. Значи, нашата моќ е огромна. Не смееме да чекаме автобус на погрешно место, на автобуска станица кај што никогаш не поминуваат автобус. Овде на земјината топка, во физичка форма, со душата која ни е дадена и која е бесмртна, ни е дадено правото да бидеме што сакаме. Значи, најдемократското право од тој создател, креатор, Бог, Господ, како сакате наречете го. Значи, дадено ни е правото биди што сакаш. Се што сакаш ти, можеш да бидеш преку твоите мисли. Се што гледаш е само твоја внатрешна перцепција. Ке се воодушевуваш на она што те возбудува. Она што го немаш во себе нема да те возбудува. Значи, за да те возбудува има љубовта и ќе ја приметуваш ке тие што имаат љубов. Биди среќен и ќе ги приметуваш тие што се среќни. И ќе ти се случуваат чуда во животот. Значи, дадено ни е правото да можеме да добиеме се што ќе посакаме во животот. Ограничување
на ниедно поле не постојат. Токму поради тие молекули метални во секоја клетка, ние правиме фреквенција со универзумот и го активираме законот за привлечност. И затоа ни се случува се она што ни се случило досега. Ви благодарам што бевте вечерва, 8 часот, па мораме да привршуваме. Посебно ми беше драго, ова интересна тема, сакав подолго да зборувам, ама се случи вака. Сепак, она што сакав да ви го кажам, е кажано многу поопширно е во моите дела. Кога ќе ги прочитате, ќе видите целата комуникација во тој паралелен свет. Знаете дека, значи, не ги кажав неколку работи, значи, ние кога умираме до последниот момент, доека не стават во земја, значи, лебдиме на телото. Зошто е тоа така? И зошто Создателот го сокрил? Значи, морам уште ова да го кажам. Значи, колку прецизно ја сокрил иднината од нас, да не можеме да видиме. Ние не слушаме по 20 Hz и не ги гледаме инфрацрвените ултравиолетовите зраци. Ако тоа се случува, ние можеме таа збусната енергија од квантни честички да ја гледаме. И сега одите на погреб, дигате глава и гледате дека мртовецот лебди над вас. Значи, ние сме заштитени 100% од таа универзална интелигенција. Во моментот кога умираме, она што јас го видов дека бев на мојот погреб, значи до моментот кога го ставаат капакот, гледаш се, од тој момент исчезнува и никогаш повеќе не гледаш ништо. Ти одиш во универзумот и продолжуваш таму да обстојуваш во еден матичен свет, што го нарекуваат биоцентризам. Значи сите светови постојат во моментот. Само разликата на времето е различно. Овде ние се движиме во клеточниот свет 3 метра во секунда. Во молекуларниот е 300 метра во секунда како звукот, а во електронскиот е 300.000 километра во секунда и повеќе. Значи со огромна брзина се случува движењето на душата. Кога одиме таму, значи во првиот момент душата доживува шок бидејќи го гледа телото, најчесто ако е измасакрирано, ако е обезличено телото. Значи таа е во шок, но бидејќи постои разлика на време, таму да речеме она што е тука денови, таму се секунди, може тоа да го гледа додека телото не го стават по земја, значи ден, 2, 3, ако тоа е надвор од, ако не е под земја ставено, значи може да го гледа, потоа оди таму го пречекува, може да се случи го пречека, значи еден од седморицата, ние сме во седумки таму. Значи 7 души кои се најблиски, потоа сите 7 се делат по седмици како 49. Имаме 7 души кои се најблиски меѓу себе. Значи еден од најблиските го пречекува во тој паралелен свет за да може да му ја намали болката према физичкото тело, мада во моментот, пак ќе кажам, ако е само обезличено телото, иначе ти чувствуваш олеснување. Замислите, одеднаш лебдиш и можеш што сакаш да правиш. Сум летал со параглайдер и знам како е, значи на која страна сакаш, на таа страна можеш да одиш. Зошто тоа сето го направил Создателот? За да може ние да ја надградуваме нашата индивидуална свест. Со самото тоа ја надградуваме колективната свест, а со самото тоа ја надградуваме свеста на универзалната интелигенција. И во еден момент тој ја распрскал цела енергија, материја и интелигенција, ја вградил во се она што ние го гледаме. Во истиот момент кога сега да експлодира целата вселена, значи повторно таа енергија се собира. Значи никогаш не може да се изгуби. Значи нашата душа е вечна, е безсмртна. Тоа го кажуваат научниците како научна теорија. 6 месеци од како јас го објавив, двајца научници, Роджер Пенроуз и Стюарт Хамеров, го потврдија тоа, потоа лавина од научници го кажаа. Но сепак тоа е научна теорија. За да заживее нешто, значи секоја парадигма потребна е хипотеза на која се градат научните знаења. И секогаш мора да биде научна теорија за да може да стане наука. Да речеме Дарвиновата теорија е 200 години научна теорија. И таа ќе остане за секогаш научна теорија. Но за да стане наука треба да има докази. Ова што сега го говорам во моментот нема инструменти, но преку квантната физика, квантната механика, медицината оди со голема брзина. И наскоро тоа ќе се докаже дека ние сме бесмртни. Замислете кој олеснување е тоа за многу луѓе кои се во лоша состојба. Но интересно и друго. Ние можеме да се враќаме кога сакаме. Значи неколку пати се враќам од најтешка состојба. Значи кога сакаме можеме да влегуваме во телото, да го регенерираме и да продолжиме да живееме. Затоа претходно ви кажав, зошто ние старееме?
ако нашите клетки се регенерираат со толку голема брзина и ако нашето тело се обновува. Значи нешто се случува во нашиот мисловен процес и ја сечеме гранката на која седиме. И она што ви кажав, значи во тој паралелен свет, значи таа суперинтелигенција, значи се создава така прецизно да тоа е фасцинантно кога ќе го видиш. Значи комуникацијата таму, таа љубов што ја чувствуваш, и како сите убавини кои сте ги почувствувале до овој момент да ги доживувате секоја секунда, сите убавини на секое поле. Значи секоја секунда. И токму затоа никој не сака да се врати од таму. Значи не сакаат да се враќаат во физичкото тело. Малце е чудно кога говорам, но ќе ве молам оние кои ќе се посомневаат, отворете на интернет, погледете. Значи сега има толку материјални докази околу ова што го говорам, што просто нема да ви се верува, оние што претходно не сретнаме. Значи чуда се случуваат во науката. И се од тоа ништо не е случајно. Значи некој многу добро го испланирал тоа, за да можеме ние да го надградуваме тој систем. Постојано се обновува и се случува да се врти во еден затворен круг, како звија која се ја јаде во пашката. Значи се е бесконечно. Ви благодарам многу, да сте живи и здрави. Верувам дека однесете нешто убаво дома и запомнете, значи потребат ќе повторам. Очекувања немојте да имате. Ослободете се од се што очекувате, ќе се изненадите. За ден, два, три, одеднаш ќе дојде нешто што вие сте го посакувале толку многу време. Значи независно што некој сака да купи стан, или некој сака да добие работа, или друг сака да му се врати љубовта, немојте да трчате по работите. Кога трчаме по работите, правиме барикада. Колку повеќе трчаме, толку барикадата е поголема. Запомнете го само уште ова. Никогаш немојте да молите за тоа што го барате. Заблагодарувајте се. Тој универзален, таа интелигенција бара да се заблагодарите. Имате 100 денари во джеб, заблагодарете се, утре ќе имате многу повеќе. Значи се што имате, заблагодарете се. Секогаш кога се заблагодарувате, подсвеста го прифаќа тоа како информација дека вие веќе го имате. И секогаш ќе ви дава се повеќе и повеќе. Ограничувања не постојат. Да сте живи и здрави. Ви благодарам, понеделак ќе имаме уште една тема. Значи, темата е не постојат неодговорени прашања и нерешливи проблеми. Може да поставите тогаш било какво прашање и можеме да поразговараме на таа тема. Да сте живи и здрави. Благодарам.